представници на медиумите, почитувани присутни, на 18 август оваа година армијата обележува голем и значаен юбилеј. 30 години од формирањето на армијата, 30 години независна армија. Изминативе неколку месеци со поединечни настани одадовме признание и ги одбележавме деновите на армијците, а во наредните неколку дена следуваат неколку поголеми и помасовни настани. Утре на свечен настан во касарната Илинден на повеќе од 200 офицери, подофицери и цивилни лица во армијата, заедно со началникот на генералштабот, ќе доделиме златни значки за долгогодишна служба во армијата, со што одаваме благодарност и признание на овие припадници на армијата за сите долги работни денови, за нивниот труд и напорна работа, за нивниот личен блог, кој овозможи да имаме армија достојна за почит, армија која има највисока доверба кај граѓаните. Секако, армијата постои за граѓаните и затоа покрај овие свечености организираме и настан на кој се поканети сите граѓани, а тоа ќе биде на 17 август во 18:30 часот на воениот стадион. Таму граѓаните ќе имаат можност да ја видат дел од најновата модерна опрема на армијата, да се дружат со армиските специјалци и секако да се забавуваат со воениот оркестар и со изведбата на повеќе наши музички звезди. Се разбира, повикувам и вас, представниците на медиумите, да ми се придружите во одбележувањето на овој значаен юбилеј. На денот на армијата, на 18 август, под мотото 30 години безбедност, стабилност и доверба, ќе се одржи централната прослава во касарната Илинден. Настан ќе се пренесува и на нашиот јавен сервис. Во изминатите 30 години армијата постигна многу. Денеска армијата е наша национална гордост, дел од најмощниот воено-политички сојуз НАТО алијансата. Тоа е армија која забрзано се модернизира и тоа веќе станува видливо. Во среда на воениот стадион ќе бидат изложени првите 6 нови оклопни транспортери од американско производство, кои неодамна пристигнаа и со кои значително се влијае на подобрувањето на борбената готовност на армијата. До крајот на годината ќе биде испорачана и нова пратка од 27 вакви возила и понатаму следуваат испораките согласно договорот. Се разбира, продолжуваме и со набавка на други системи кои ни се потребни, набавка на специјални возила за посебни намени, артилеријски системи и муниција, противвоздушен одбранен систем, а во наредниот период започнуваме со обнова на нашата воздухопловна компонента. Но покрај модернизацијата и набавката на воена опрема и вооружување, голямо внимание посветуваме и на диалогот со синдикатите и унапредување на правата на припадниците на армијата. Кон крајот на минатиот месец беа изгласани измените и дополнувањата на Законот за служба во армијата, со кои сакаме да обезбедиме и обезбедуваме фер услови за работа на припадниците и валоризација на нивното место во нашето општество. Она што ме радува најмногу е што овие измени ги донесовме со голема поддршка, исто како што и во процесот на изработка на ова законско решение имавме силна соработка и сплотеност со сите чинители, и со армијата, и со синдикатите од областта на безбедност. Ке ми дозволите само накратко да напоменам неколку придобивки од овој закон. Тоа е стекнување на правото на пензија со навршени 40, односно 38 години за армиските припаднички, во висина од 80% од најповолните 10 години работен стаж. Можност за исплата на отпреднина на професионалните војници, кои сакаат по навршување на 45 години старост да ја напуштат армијата, и тоа ќе биде во висина од 2 просечни плати, но не помалку од 1000 евра за секоја година помината во армијата. Правото на станарина веќе сега ќе го има секој припадник на армијата од моментот на неговото пристапување, исплата на боледувањето во висина од 100% од платата, но воведуваме и поволни услови за стипендирање на млади и перспективни кадри кои се дел од критичните специјалности за армијата. Работиме континуирано и сеопфатно, и затоа резултатите се видливи. Тука сакам да се осврнам и на одбраната, и на незината трансформација согласно стандардите на НАТО, стратегијата НАТО 2030 и новиот стратешки концепт на НАТО. Нашата основна цел е
безбедни дома, одговорни во НАТО. Изработивме концепт МКД одбрана 2030, кој се состои од 3 главни столбови и 5 мисии. Ова ја покажува нашата одлучност да бидеме активна членка на Алијансата и за се што содржи овој концепт кој ви го најавив, јас дополнително ќе ви информирам за време на брифинг. Почитување. За достигнувањата на армијата во изминатите 30 години заслужни се и сите досегашни министри за одбрана, сите досегашни началници на генералштабот, сите генерали, но и сите вработени во одбраната и армијата. И јас им благодарам за нивниот придонес во развојот на она што представува стол на нашата држава. Тие оставија белег во одбраната и сите имаат заслуга за она што го достигнавме. Армијата на Република Северна Македонија точно 3 децении е стожерот на нашата државност, нашата стабилност, безбедноста на секој од нас, безбедноста на нашите поколенија. Армијата, која секој граѓанин ја смета за своја, армија која го пресликува мозаикот на различности на нашата татковина, сплотени во една единствена заедничка цел и мисија. Безбедна татковина, безбедни граѓани. На крај, благодарност упатувам и до вас, представниците на медиумите, кои секогаш одговорно и професионално известувате за сите случувања и настани во областта на одбраната. Сте наши сојузници, понекогаш и критичари, но тоа е секогаш добронамерно, затоа што одговорноста за силни, функционални, транспарентни институции подеднакво ја споделуваме, а овој партнерски однос со вас и во иднина ги го негуваме. Ви благодарам.